дойдохте нова божествено тајно водство и Святаго, са нашего Јована Златоусага, Святителя Царјарского, Святи великомученици Катарини, Святи великомученикова Бурија, и же памет со совершајаме свети славенски просветители, учители, и учителей, и Методија, преподобного Пробравчисту, мироточевци, мироточевци, Саве, Синемоси, Световна, Благоведного, Пресвета, Царского, Намаутийского, Климента Лодийского, Святи Научного, Паисича, Православного, Святи Православного, Йоркима и Яни, все святи помилуйте, спасите всех благи, человеку любезно. Дојдовте овде да заедничариме во Христа, ставејќи ја најпрво Светата великомаченичка Екатерина и светиот маченик Меркурий, а потоа и денот на нашата годишница од хиротонијата во епископски чин, да се радуваме заедно во овој ден, да ми ја зголемите радоста, како што реков, сугоба радост ми правите. Таа радост, како и тагата во животот, ние, христијаните, ја изразуваме преку благодарност кон Бога. А таа благодарност, еве денеска, ја изразуваме преку литургијата, која е единствената, вистинска благодарност на човекот кон Бога. Евхаристијата, во која учествуваме не театрално, не како публика на некој настан кој се случува пред нас, туку како вистински учесници во тој настан на животот Христов, настан кој нас не прави да бидеме едно со нашиот Господ. Како што нашиот драг брат и сослужител, Стомискиот епископ Јаков, напомна во својата вдахновена беседа: Христови сме сите, и ако Христа го гонеа, и нас ке не гонат, и не треба да се надеваме на живот во розови облаци, како што спомна владиката. Но радоста пак од друга страна не напушта заради заедничарењето меѓусебно и заедничарењето со нашиот Господ, кој што за сите нас и вкуси смрт, но и воскресна. И нас сите не воскреснува за живот вече. Би сакал посебно на сите вас да се заблагодарам правенствено на неговото високо преосвештенство архиепископот и митрополит на Врање, господин Пахомије, кој не пожали долг пат и по вакво време, временски услови кои не се баш наклонети за патување, избори од ценетото негово време да дојде и овде да принесе дарови, хлебот и виното, и на сите нас разделувајќи ги потоа како тело и крв Христови, и да се радува со нашата радост по повод нашиот ден на хиротонијата, кој се случи токму во Врањска епархија, во манастирот Свети Прохор Пчински пред точно 21 година. Нашиот драг отец и сега брат и сослужител владиката Пахомије секогаш беше добар домаќин за нас кои притекнувавме, на кој што ни требаше духовна подкрепа. И секогаш неговите врати од епархијата, но уште повеќе вратите на неговото срце беа отворени за нас, да не прими во љубовта своја, да ни ја покаже Христовата љубов, да ја рефлектира таа љубов Христова кон сите нас, имајќи љубов за секој.
a što da kažem i za žrtvata koja je i dosega je pokažal i je покажува владиката Јаков. Знаеме колку обврски имаше овие денови и пак стигна. Дури од Белград се врати само пред неколку часови, што се вели, и стигна и овде да дојде, да ја направи таа жртва на љубовта. Затоа го прегарнуваме во таа братска љубов и му благодарам што издвои тој од неговото време да дојди да заедничари со нас на денот на нашата архиеротонија во епископски чин. Му благодарам и на почитуваниот мој драг брат игуманот отец Ефрем од Нишката епархија, и тоа не е близко. Дојде, како што и секогаш, кога може, доаѓа и не посетува, доаѓал и во тешките моменти кога сме биле, ни били поддршка, секогаш доаѓал да не почести со својата љубов и сега продолжува таа љубов да ја покажува на дело, доаѓајќи да заедничариме заедно во Христа. И благодарам, брате Ефреме, за љубовта и за честа која ни ја направи. И на отците кои дојдоа од другите епархии, од Брегалничка и од Струмичка епархија, да ни увеличате радост, да ви благодарам за жртвата која ја направивте и да знаете дека секогаш вратите наши се отворени за вас и вратите на нашето срце се отворени секогаш за сите кои што сакаат да дојдат и да заедничарат со нас. А се надеваме дека истото тоа го имаме и кај вас. Благодарам и на верниците од Штип и од другите градови кои дојдоа да се радуваат заедно со нас на овој ден, иако, како што спомнав, денот и не е баш за патување, имајќи ги предвид временските околности, но вашата љубов покажа дека сето тоа може да се надмине, се надминува со љубовта. Ви благодарам на сите верници кои дојдовте да ни увеличате радоста и се надевам и понатаму Господ да ве крепи во животот, благодатта Негова да се излее изобилно на сите вас и уште многу години да му служиме на Бога заедно, да принесуваме безкрвна жртва, леп и вино на Господа и да се причестуваме после литургијата со телото и крвта Христови на тој начин, станувајќи едно со нашиот вечен Бог, правејќи ни и нас совечни со Бога, богови по благодат, за кое никој од нас не може со ништо да го плати, освен со онаа благодарност која секој од нас ја има. Да сте живи и здрави и од Бога благословени, повелете и понатаму да се радуваме заедно на Воскресението Христово. Молитвами святого владики нашего Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Домаќине Марко, драги брат Христо Јакове, Осип, драги браќа и сестре, у своје лично име, htio da čestitam kod nas smatram u ime svih vas ovdje koji smo se sabrali povodom ove godišnjice jubileja. Imamo dve godišnjice, možemo kazati. To je 21 godina od Kolonije, a godina dana ovdje u Slović. Tako da imamo dve godišnjice. Ovo je prvih 20 godina, to je bilo zaista
crkve. To je zaista bilo jedno vreme, kako se kazati, da se pripremi ono što se posle 20 godina desilo da dođe do noće jedinstva naše Pogorske crkve sa Kristom episkopijom, da je bila, da može se kazati, priprema. Zaista, vaše svjedočenje svih vas zajedno, također kada nisi bio mlad, još sam davno, ali zaista jedna duhovanje za jedinstvo tijela Hristovoga, da je to Gospod ono koji je monio se, ne može se kazati njega molitva Otcu Nebeskome bila, da njegovi učenici budu jedno, kao što je jedna Sveta Trojica, Otac i Sin i Sveti Duh. I zato zaista je jedna velika žrtva bila svih vas i slava Bogu, po molitvama svih svetija, posebno molitvama Svetoga Nauma Ohridskoga, Klimenta Ohridskoga, Sveti Prohora Pčinskoga, Sveti Hirakonisan, Črkoreda i Diakoni, episkopski činci privata, tako da može se kada da su ti naš sabra mana Svetog Prohora Pčinskoga, tako gavelja je zaista žrtva bila velika i ona je donijela plodove u svoje vreme i da Gospod sebi nosi da gdje se ne desi ta podjela tijela Hristovoga i da Gospod molitvama svih svetih raduje tebi u noći crkve ovdje umestnike partije koja nije mnogo velika, ali sigurno da je noća crkve partije omesne gleda zajedno sa sveštenstvom, monastvom i verujućim narodom, idete i uzrasta ste onu visinu rasta Hristova, kada pokopave, služeći i dalje svjedočeći ono što je Gospod naš Isus Hristos donio roditelju svome, a koji je darovao carstvo nebesko veći život, koji carstvo nebesko počinje ovdje u ovome svijetu, u životu, kada služimo se kulturi, da dokušamo to carstvo nebesko da pokaže, stidajući ove godišnjice da Gospod blagoslovi golitvama svete velikomučice Katarine, svete velikomučka Merkurija i svi sveti, svetog apostola Marka i Evanđeliste, sveti pokrovitelj, koji budu na pomoći da onu blagodat koju je imao